Благодарам. Мислам дека се работи за еден од најголемите срамови кои што правото и правосудството ќе ги види во Македонија, што всушности нема да е некој изненадување или прв пат со оваа актуелна владеачка структура. Треба да знае јавноста за што се работи. Имено на шверцерски начин, протнувајќи го законот со европско знаменце, се вршат измени во два клучни члена, тоа правниците многу добро ќе го разберат. Едниот е членот 353, кој што се однесува на службена положба и овластување, и вториот е членот 394, кој што се однесува на злосторничко здружување. Тоа се двата члена по кои што се гонат сите кои што вршат злоупотреба на службена положба и овластување, односно да бидам подиректен, сите оние кои што своите извршни функции ги користат за криминал. Тоа се двата клучни члена за да се гони било кој функционер. Ќе ги прочитам како гласат сега и како ќе гласат во иднина. Но пред да појдам на тоа, сакам да ја кажам суштината. Суштината е дека се прави шверц на начин што се ставаат други членови во измените на Кривичниот законник со цел да поминат овие два става, кои што ќе овозможат потенцијална идна амнестија на актуелните функционери. Затоа што, например, за злосторничко здружување, многу јасно пишува во предлогот кој што е доставен, се прави измена со која што измена зборовите до 10 години, значи казната до 10 години, се заменува до 3 години, што значи дека застареност настапува за 6 години. Да преведам, кривични дела кои што, например, Зоран Заев ги направил во 2017 година како премиер, заедно со двајца министри и тројца директори, потенцијално и така се формира злосторничко здружение, веќе во моментов се застарени. Владата која што дојде на чело на Македонија со паролата "Нема правда, нема мир", ја убива правдата во Македонија со застарување на кривични дела. Владени коалициони партнери кои што предлагаа измена на уставот со цел да немало застарување на кривичните дела за криминал и корупција, сега ќе гласаат измени на Кривичен законник со кои што ќе се овозможува застарување на кривични дела за криминал и корупција. Надежта на актуелната власт е дека в година ќе се случат избори, кои што ќе се случат максимално подоцна колку што можат, и на тие избори знаат дека ќе изгубат. Надежта им е кривичните дела да застарат, затоа што гледаат како да стигнат до застареност од 6, односно 10 години, зависи за кое кривично дело се работи, така што калкулираат колку долго биле на власт, кои биле на власт, со цел да застарат делата во иднина. Клучен е членот 353, фамозниот 353, по кој што се гонат сите кои што прават злоупотреба на службена положба. Во моментов, членот 353 гласи: службено лице кое што со искористување на својата службена положба или овластување или со пречекорување границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или друг некаква корист или ќе му нанесе штета, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години, став 1. Став 2. Ако сторителот став 1 прибави поголема имотна корист или предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 5 години. Став 3, најбитниот став во моментов, ако сторителот од делото на став 1 прибави значителна имотна корист, што најчесто се случува при злоупотреба на службена положба, или нанесе значителна штета, ќе се казни со казна затвор од најмалку 3 години. Значи има само долна, нема горна граница. Горната граница е она што е максимум во нашето законодавство, тоа се 20 години, што значи дека застареност настапува после 40 години, што значи дека практично не настапува застареност. Истиот член продолжува, вика: со казната од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни одговорно лице во странско лице кое што исто така направило кривично дело и ги пречекорило своите овластувања, и најбитното, став 5, ако делото од ставовите 1 и 4 е сторено при вршење на јавни набавки, да преведеме тендери, или штета на средства на буџетот на Република Македонија од јавните фондови и други средства на државата, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку 5 години, повторно немаме горна граница, со цел да нема
застарување и не случајно законодавецот ова го направил до сега вака, со цел да нема застарување за крадење од тендери, вака да видиме најдиректни и најбрутални. Сега како гласат измените кои што СДСМ и ДУИ ги предлагаат во собрание, а кои што очекуваат дека ќе им донесат идна амнестија кога ќе се смени владата и кога ВМРО-ДПМН ќе направи влада. Сега како гласи членот 353? Вели службено лице кое ќе преземе службено действие и така натака, да не го читам целиот член, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години, став 1. Став 2. Ќе се казни со казна затвор од 1 до 5 години. Одиме сега на најбитните два става. Став 3. Ќе се казни со казна затвор од 1 до 4 години. Значи, она што е претходно најмалце 3 години, а нема горна граница, сега се ограничува од 1 до 4 години. И став 5, со казните од ставовите 1, 2 и 3 и 4 на овој член ќе се казни одговорно лице на странско правно лице што има представништво во Македонија, доколку е пребавена имотна корис, а доколку сторителот на ставот 1 од овој член има намера и за себе да прибави корист, тоа ќе од 1 до 5 години. Внимавајте, делот каде што вели да се направи штета на буџетот целосно се брише. Значи се става целосна амнестија за местење на тендери, вака да бидеме практични, а за сите останати дела најтешката казна што може да се добие е 5 години или да преведеме за застарување, тоа значи дека за 10 години делата застаруваат. Што значи дека за кривично дело направено 2017 година, кога се формираше првата влада на СДСМ и ДУИ, најтешко кривично дело за злоупотреба на буџет и за местење на тендери, 2027 година има апсолутна застареност. И тоа значи дека никој нема да одговара. Во превод сите можат слободно да крадат. Тоа е првата работа. Втората работа. Во членот 394 злосторничко здружување. Ќе го прочитам како гласи сега и ќе прочитам како предлагаат екологистиве, пошто нели основната намера било еколошки членови да се менуваат во кривичниот законник, како предлагаат да гласи сега. Член 394 сега гласи вака. Тој што ќе создаде група или банда што има за цел вршење на кривични дела за кои може да се изрече казна затвор од 3 години или потешка казна, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Припадникот на групата или бандата ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 5 години и така натака и така натака. Сега што вели во однос на член 1? Значи внимавајте, во моментот вели со казна затвор од 1 до 10 години, што значи дека застареност настапува за 20 години. Вели во членот 394 во ставот 1 зборовите до 10 години се заменуваат со зборовите до 3 години, што значи дека застареност настапува за 6 години. Што значи дека кривични дела направени 2017 година со злосторничко здружување веќе во моментов се застарени. А кривични дела кои што потенцијално денес се прават со злосторничко здружување за 6 години ќе бидат застарени. Јасна е целта, знае власта дека ги пакува куферите и се обидуваат да се изгласаат идна амнестија за себе, но да им кажам, правдата ќе ги стигне сите, како што ги стигала и до сега, и во иднина, и идната влада на ВМРО-ДПМН апсолутно ќе ги гони, ќе се најде правен начин како да се гонат, нека не се надеваат дека поблагиот закон ќе можат да го користат и дека ќе можат да се повикуваат на застареност, ќе се најдат начини како да се гонат. Не се само два члена во кривичниот законник, не е само злосторничко здружување и злоупотреба на службена положба и овластување, си има и други членови по кои што ќе им се најде начин да се гонат. Знам дека ова звучи како закана, но мора на крај закани да испраќаме, затоа што е јасно дека се оди на амнестија. Најдобар доказ дека се работи за закон кој што е безобразен и кој што значи амнестија за криминал, е што министерот не го потпишал затоа што знаел што има во законот и не сакал да го потпише и не е денес тука присутен да го брани истиот овој закон, затоа што ова е закон што не се брани. И ова е суштината. Самото тоа што законов се предлага со европско знаменце и се закажува комисија во 6 поручек во денови кога броједен скандал и случај во Македонија, случајот со онкологија, со цел да не се пренесе ова во јавност, покажува дека намерите овдека не се честни, односно намерите се амнестија за криминал. И ќе видите како и многу актуелни функционери од власта, кои што сега се по судски процеси, Драги Рашковски, Мухамед Зекири и така натака, ќе се повикуваат на измените на овој кривичен законник со цел да добиваат амнестија. Благодарам.